да се определи фамилија прави паралелни со правата 2x плюс 4y еднакво на 1. За фамилија прави паралелни со дадена права, важи дека правите во таа фамилија имаат ист коефициент на правец како и дадената права. Во случајов, ако бараната фамилија прави ја означам со следниот израз y еднакво на kx плюс b, тогаш ова k, односно коефициентот на правец на правите кои што се во фамилијата, треба да биде еднаков со коефициентот на правец на оваа права, односно на правата 2x плюс 4y еднакво на 1, додека ова б е слободниот член кој што се менува, односно б припаѓа на множеството на реални броеви. Во наредниот чекор треба да го определиме коефициентот на правец на правата 2x плюс 4y еднакво на 1. Како се определува тоа? Најпрво треба правата да ја изразиме во експлицитен облик. Имаме 4y еднакво на минус 2x, кога ќе префалам 2x од оваа страна станува минус 2x плюс 1. Оттаму y еднакво на минус 2x плюс 1 врз 4, или тоа е еднакво на минус 2x врз 4, тоа е минус 1 половина x, и имаме плюс 1 врз 4, тоа е 1 четвртина. Правата 2x плюс 4y еднакво на 1 во експлицитен облик гласи y еднакво на минус 1 половина x плюс 1 четвртина. Зошто ја доведуваме правата до експлицитен облик? Бидејќи, кога ќе имаме правата во експлицитен облик, може да го прочитаме, односно да го видиме, да го определиме коефициентот на правец на таа права. Во случајов, тоа е аргументот пред x, односно коефициентот на правец на оваа права, k е еднаков на минус 1 половинка. Го најдовме коефициентот на правец. Кажавме на почетокот дека фамилијата прави кои се паралелни со оваа права мора да имаат ист коефициент на правец. Односно, најдовме дека тој коефициент на правец треба да биде минус 1 половина. Па така, за фамилијата на прави се добива y еднакво на минус 1 половина x плюс b. Ова b, кажавме, се менува во множеството на реални броеви, односно било кое реално бројче. За различни вредности на b се добиваат различни прави кои се дел од оваа фамилија, односно кои спаѓаат во оваа фамилија прави паралелни со правата 2x плюс 4y еднакво на 1. Ајде да направиме една скица за илустрација. Најпрво да ја скицираме оваа права. Ако ставиме за x 0, за y, значи ако ставиме за x еднакво на 0, за y ќе добиеме минус 1 половина по 0 што е 0, плюс 1 четвртинка што е 1 четвртина. Ако за x ставиме 1, за y ќе добиеме минус 1 половина по 1 плюс 1 четвртина, или минус 1 половина плюс 1 четвртинка плюс 1 четвртина што е минус 1 четвртина. Точките А 0 со координати 0 и 1 четвртина и точката Б со координати 1 и минус 1 четвртина лежат на оваа права, односно се дел од оваа права. За да нацртам една права, доволни ми се две точки. Зошто? Бидејќи со две точки е определена точно една и само една права. Тука ќе ставиме 1, тука ќе ставиме минус 1, тука ќе ни биде 1. Тука x, тука y. Гледаме, кога x е 0, y е 1 четвртина,
тоа е оваа вредност овде. И кога x е 1, y е минус 1/4. Тоа е оваа вредност. Овде. Ова рековме точката А, ова е точката Б. Паралелната права е следната, минува низ овие две точки. Си извинувам за цртањето, но ова треба да биде права, најверојатно разбира. Што значи да го менуваме ова Б? Геометриски тоа значи оваа права да ја поместуваме нагоре или надолу. Условно кажам. Па така, ова ќе ми биде, ова рековме минус 1/2 x плюс 1/4. Ако ја поместам, односно направам паралелна права на дадената и ја имам следната права, каде што знам, бидејќи ова и ова се паралелни коефициент на правец минус 1/2 за двете, ќе имаме минус 1/2 по x плюс некој си b. Ако ја поместам, вака ќе добијам минус 1/2 x плюс некој друго b. Може и надолу. Ако насетам пак паралелно, ова ќе ми биде некој минус 1/2 x плюс некој b3. Ова ќе ми биде y е еднакво на минус 1/2 x плюс некој b4 и така натака. За вредности на b може да ставиме било кој реален број. Па така, колку прави содржи оваа фамилија на прави која што е паралелна на оваа дадената права. Веќе имаме бесконечно реални броеви, оттаму следува дека оваа фамилија прави содржи бесконечно многу прави.